Светле, добре дојде во емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин и ти благодарам што ве конечно се договоривме да го направиме овој убав кафе муабет што ќе си го имаме. Толку така, Вики, конечно, или после толку убедувања, со обврски, јас ти се договоривме некако. Поздрав до сите гледачи на Гламури на кафе Муабети. И на вистина ми е чест и задоволство што ете после толку време. Конечно решивме и се договоривме, да. Ние би сакале први на почеток со нашите пријатели што имаме соработка да ти подариме еден подарок од винаријата Тиквеш, која што е една од нашите најдобри винари. Како има љубител. најдобрите вина. Да, знам. И се надевам дека во ова вино што тие го одбраа токму за вас, со Мики заедно ќе си уживате во фантастичниот вкус. Знам дека е тоа специфично интересно. Да, благодарам многу како љубители на виното. И јас и Мики, така да, ептен сте не погодила. Ајде, Светле, да те навратам на детството. Каде го помена Светле детството и какво детство имаш? Па јас сум родена Гостиварчанка. Иако моите попотекло не се од Гостивар, јас сум родена во Гостивар. Моето детство, значи, започнува и го поминувам тамо. И мора да кажам дека навистина имав прекрасно детство. До 18 години живеев во Гостивар. Значи, основно завршив во Гостивар, средно учев во Тетово, средно медицинско училиште, а потоа, нели, се преселувам во Скопје, каде што на факултет на мои 18 години веќе тука останувам веќе во Скопје, да. Прекрасно детство, што да кажам. Ми навреќаш убави спомени. Нешто вака што ти доаѓа прво на ум? Јас како дете бев белјаджика, да кажем. Буквално се дружев со машки, играв машки игри, машките се плашеа од мене што ќе кажав јас во дворот. Играв фудбал со машките, дури на мои 12 години, сам 600 делинија кога бев за мојот роден ден. Моите ме прашуваат што да ти подариме, јас сакав копачки, значи патики, тоа добив, нели, за роден ден. Нормално во тоа време ги имавме тие игри, жмурки, криенки, ластик, скокање, нели, на Јанино, тоа долга магарица. Не знам што е тоа, не знам, со топка нека бие. Мислам, многу интересни игри, нели, од сабајле кога ќе излезевме, немаше тогаш мобилни телефони, нели, родителиве, мајки ме не довикуваа од тераса и се знаеше во толку на ручек, или земавме сендвичи надвор со лепче и маргарин. И доста работи имам ја од детството, мислам, освен оние детски игри, правевме и бели многу белјаджики. Имав јас другарка моја Рената, која за жал ми почина пред 2 години. Со нејзе буквално имавме баш онакви, се сеќавам еднаш, влезот, пошто живеевме во зграда, влезот ни беше искречен, само што го искречија бело, онака чистував и јас и она бевме разлика 1 година. Која од која, нели, се убедуваме, дај да го направиме да не биде поубав, сега е бело, чисто, што да направиме, ајде со мрсни боички ќе изцртаме цветови, да не биде цветен, убав. Се сеќавам од горе, од 5 спрат до доле, цел влез ни беше ишаран, кога дојдоа мајка и нејзина, кога почна легени, се сеќавам на двете, од горе до доле бреши риба, да. Па потоа крадевме, тоа ни беше често, нели, во дворот, имавме околу зградите и куки, каде што имаше доста од тие праски кајси, џагали, оние сливи, и знаевме често пати, ајде, кога немавме што да правиме, да крадеме се, нели. Тоа беше, не да ни се јадеше, не дека едноставно нешто да се случува, досадно ние, па знам, се сеќавам, звоневме по згради, па бегавме, представи правевме во подрум, доле им наплаќавме гардероби од родителиве, од мајкиве, знам дека ги собиравме помалечките. И ајде представа, како сега се сеќавам, лјадарки или беа тие, као сега 10 денари, да кажам. И така некако, па надвор. Ова беше исто интересно што не кара, откако дозна родителиве, моите и нејзините, се сеќавам во недела, секоја недела живеевме блиску до гробишта и секоја недела, нели, имаше гужва одеа луѓето на гроб и ние ни текна сега, ајде, од куќата соседна ќе искинеме ружи, дури тие ружи што ги киневме, нели, девојчиња, деца мали, ги киневме без рачки, него онака што стигнеш,
Ги наредивме пред гробишта, седнавме на картон, онака цвеќиња и као ги продаваме на луѓето повеќе нели од смење и онака да ни даат некој динар, така заработувавме. Мислам, стварно беше убаво детство, многу убаво детство. После да тоа, се вратат тие дни. Да се вратат. И мене ми е многу жал и многу ми е криво што еве денешните деца не знаат така да си играат. Јас колку пати ќе кажам, мај Мони ај некако го фати тој период, поголемава ќерка на такви игри со кукли, со барбики, меѓутоа помалата Нина некако пробуваме да ја убедиме, ај сега веќе 14 години, меѓутоа ете кога беше помалечка со Мони нејзините барбики кукли да ја кажеме како се игра. Мислам, не знаат да се играат, многу жално не знаат. Јас може да кажам дека до мои 13 години со кукли играв, ластик скокав со мои 13 години, што сега кога ќе направам една паралела, 13-14 годишно девојче веќе мислам испробало се кукли, ластик. Јас буквално учев дома преку, ќе ги седнев куклите, ќе ги наредев, дневник имав, оној баш школски дневник направен со голем тефтер, татко ми купуваше, ми носеше, баш графи изгравирана како дневникот со оценки. И јас лекциите од школа што ми ги дава, ги учев, им ги раскажував на куклите седнати онака, као на нив им кажувам, нели како наставничка, буквално учев така. Многу бевме креативни, да, оние генерации, ние што бевме на времето. Светле, дали може би бидејќи еве нели подоцна во животот се занимаваше со манекенство и се уште се занимаваш, беше наша Мис на Македонија 88, ако не се лажам? Не бев Мис на Македонија, бев прва придружничка 94-та година. Добро. А потоа бев Мис на Балкан. Мис на Балкан. 95-та Мис на Балкан бев, да ја представував Македонија надворот. Ама никако сите те знаеме како Мис. И имаше тогаш дали фама, на Македонија или на Балкан? Имаше тогаш така настана една гужва затоа што сега не да се фалам глупости, ама така беше, требаше јас да победам и цело жири гласаше за мене, цела публика гласаше за мене, дури сите и така те дури тој што го спонзорот што го даваше Пежо се даваше на победничката и сите беа за мене, никеше на крај клучевите да ги предаде. Дури гласањето и пребројувањето на гласови, сега некои луѓе што беа во жири, после тоа сме правеле муаве, вика имало караници, па припирање, тоа траеше буквално саат време, почна луѓето веќе да се бунат што се случува. И на крај јас бев прва придружничка, се сеќавам дека излезе тој французинот од не од Пежо, Рено уствари доделува и излезе онака клучевите, не се наљути, не ги давам клучевите, као нешто си отиде. И така испадна, сега тоа е тоа. Во контекст на ова како мала имаше некои афинитети кон манекенството или тоа подоцна ти дојде? Па немав, како малечка немав ништо. Баш кажа повеќе кон спортот. Како малечка повеќе сакав да бидам, бидејќи летавме, патувавме многу со авиони, сакав да бидам стюардеса и многу сакав. Мајка ми потекло од Русија, кога одевме таму, уметничко лизгање многу сакав, кој за жал кај нас го немаше тогаш, по тоа време никаде не постоеше, сега веќе го има. И викав, ете, спортот, уметничко лизгање, стюардеса ќе бидам. Значи и дома знаев концерти да правам, пејачка пред огледало, да се нашминкам со фустан од мајка ми, да си ставам столче пред огледало и да пеам, многу сакам да пеам. И сега имам така скриени афинитети кон пеење. Зашто никогаш не е доцна, никогаш не се знае што може да се случи. Што дипломира? А инаку средно, после тоа ми се појави желбата за медицината. Отидов средно медицинско, завршив гинекологија, мислам акушерка. И желба ми беше да проложам, значи, на медицински факултет и понатаму специализација акушерство и гинекологија. Тоа ми беше така животна желба, меѓутоа кога завршив и дојдов во Скопје приемни испити, не ме примија, мислам имаше нели до потоа тоа да со партиципација, нели? Меѓутоа за жал моите нема финансиски не беа мокни да го направат тоа, што за жал мојата другарка која што јас си кажував и покажував околу тестовите, она имаше исти бодови ја примија, бидејќи татко беше доктор нормално. Тоа е тоа, за жал моите не беа. И мене ми се скрши таа желба. И со истите со истите бодови што ги освоив, отидов на ФМФ, на биохемија студирав една година, меѓутоа ми се скрши некако желбата, јас не се гледав во тоа и толку беше. После како беше година, дена или тој период,
дојдов, викам на моите не сакам, џабе, викам не фрлајте пари да живеам во Скопје, да не можам на тој факултет и никако ајде поврзано со медицината. Отидов 2 години и завршив на радиологија, пак поврзано со медицината, меѓутоа никогаш не го работев тоа. Пак ќе кажам, ми се скрши ми ракот, не се пронајдов во себе никаква радиологија, тогаш кој да слушнеше леле, тоа се рентгензраци, вака така и никако се повлеков од тоа. И после долго време, значи медицината ми завршува тука и после долго време веќе се кога се омажив со деца, се организираме избор за Мис на Македонија заедно со Мики Имуно студио Црноград и тука се имавме соработка со Универзитетот за туризам и менаџмент, значи Универзитет Скопје од кај нас и девојките добиваа стипендии, првите 3 девојки мислам добиваа стипендија од тој факултет. А јас бев како водителка, нели го водев тој настан како дел од нашата модна агенција. И ме изненадија со тоа што и мене ми доделија стипендија да си изберам и да си стои. Јас си го одбрав, пошто работата ми е таа, односи со јавност, така да и дипломирав. Тоа го дипломирав PR, односи со јавност, во подоцнешни години, меѓутоа, ете, сум среќна и горда на тоа. Мојата желба не се исполни, иако ќе кажам, многу сакав да работам како акушерка, тоа ми е. Мада, како што рече претходно, никогаш не е доцна, имав понуди јас пред многу години како да работам во една од нашите приватни клиники, кога дознавме, правевме на муабе доктори, па ајде кај нас као, ама некако, не знам, може би не се погодило тоа време, тоа место, моментот. Така, може би треба да си ова што си. Па може толку години, да. Тоа куцките тука така се споиле. Не е без причина. Светле, кога почна да се занимаваш со манекенство, тогаш се уште беше девојка, така? Јас уствари кога наполнив 18 години, Екран, или редакцијата Екран организираше Мис на Македонија, они беа, нели, тоа време. И за да учествуваш на финалниот избор, они одеа по градови и бираа, нели, таа што ќе биде победничка во тој град, автоматски веќе влегува во финалето и се надпреварува. Караванот одеше 7 дена низ цела Македонија и во Гостивар, значи пошто ја како гостиварчанка, пријатели на моите родители, ајде да се пријавиш, не знам што, еве дознавме тука во Гостивар, ајде ти да учествуваш и ја некако тука одеднаш ми дојде тоа, од нигде никако да се пријавам. Јас кај сега тоа, ти си као убав пријателиве, као на моите дојдоа кај нас на гости, ти си убава, не знам, мораш тоа да го пробаш, можеш Дончо, виновник, пријател на татко ми, на мајка ми. И као ние ќе те пријавиме. Јас на мајка ми, како, викам, ако, па мајка ми го сакаш, вики се никако там, не знам, така ме заинтригира, сикам од една страна и сакав од друга, не викам зашто да не проба. И така изборот беше во Гостивар, јас победив и веќе автоматски си влегов. Се здобив со право да учествувам на тој финалниот дел, караванот беше низ Македонија. Тоа беше 94-та година, каде што јас на тој избор освоив Мис фотогеничност, а веќе 95-та година, сега ми текна со година, 95-та година, на тој избор 94-та никако нити немав искуство, не бев толку подготвена, сега се зборам јас физички, можеби бев малце со некој килце плюс, меѓутоа веќе 91-ва јас само иницијативно се пријавив, познавајќи ги веќе и луѓето во Екран, бев подготвена максимално, ова е тој момент што го кажувам со колата претходно. Да. И од тука веќе ми се отворија оние врати, запознав многу луѓе. Тоа сакав да те прашам, дали убавината ти отвори повеќе врати или пак ти создаде можеби некои предрасуди? Јас во тој период запознав многу луѓе преку тој избор, кои што уствари ме воведоа во светот на модата. Јас почнав после тоа да работам модни реви, почнав да учествувам и на други избори, на убави на снимање, спотови, реклами, патувавме многу благодарение на господинот Марио Липша. Значи, јас уствари со Марио Липша покојни почнавме да тие неколку години бевме таа една екипа од манекени кои што работевме и он ни беше менаџерот, да кажам. Инаку ти беше сопруг на нашата Сашка. Звезда Сашка Петковска. Така, што за жал природно така да. И колку па мислам дека повеќе ми ги отвори. Па со оглед на тоа дека нели бев од
мало место од друг град. Можеби, јас пак ќе кажам, можеби во тој момент ги запознав вистинските луѓе, пошто бидејќи ако време, поготово, ајде да не зборам за денешно, и тогаш имало така наречени модни агенции, така наречени менаџери кои што ветуваат, ќе те видат, ќе те сликаат, меѓутоа јас сум имала среќа да ги запознам вистинските луѓе кои што понатаму веќе како се прошируваше, нели, моето пливање, да кажам, во светот на модата беше успешно и своевремено кога беше токму појавата твоја за онаа случка која што говореше околу изборот, имаше еден наслов, го паметам јас тогаш, бидејќи од секогаш сум следела се што се случува, иако тогаш не сум била во новинарството, меѓутоа секогаш ми будел интерес да знам нешто повеќе за јавните личности. Убавицата и ѕверот. Се сеќаваш? Се сеќавам, како не. Ти ни кажеш зашто станува збор? Убавицата и ѕверот, добро, таа беше така не нарекоа. Значи, јас бев тогаш баш периодот кога веќе почетоци, нели, на моја кариера после тие избори, актуелна мисица Убавица, јас бев во врска со нашиот пејач Благоја Груевски. И таа врска, нели, траеше, па не знам, можеби 2,5 години, бевме баш онака во врска, бевме познати во јавноста и така се погоди да како приказ на Убавицата и ѕверот. Ми остана на вистина така во сеќавање, бидејќи интересен наслов, така нашите колеги смислиле. Кажи ми, дали сега со Баже вака како ќе се видите, се дружите, си му обидите? Да, Баже прекрасен човек, можеби така било времето, тогаш не сме се, судбината била таква, така дајте поздрав до него. Кога ќе се видиме, нели, муавет ќе си направиме најкоректно, не имало никаков проблем, да. Веднаш после тоа се запознаваш со Мики од кога завршува врската со Баже? Тоа беше никако паралелно. Не се дека ние уствари работевме со Мики Реви баш преку со Марио Липша заедно и така се запознавме. Каде на друго место, ако не на модна ревија, да. Се запознавме и после тоа, нели, јас бев во врска, меѓутоа после извесен период си бев, така се одвиваа работите со Мики. Моментот кога падна и кога Мики те пречека во преградка, тоа беше моментот кога се случија тие искри меѓу вас? Да. Не, првите искри се случија уште во кола кога дојде да ме земе. И Марио као одиме две коли, не организираше и као Мики уште еден дечко ќе ме земат мене и уште една девојка. И он, ајде ќе земеш само како кажува се он неговите кажувања, ако мене ми ќе те земе Мики дечко, добро, не го знам, не е битно. А нему кога му кажал ќе земеш Светлана Керазовска, нели јас. Да, Керазовска беше моминска. Да, Игор Чамбазов си уште ме вика кога ќе ме сретне, кај си Керазовска. Нема вика, тоа ми е у глава, Керазовска. Керазовска и он као Керазовска, кај него он ме знаел од претходно веќе, знаеш, па како кај него се појавило нешто као трема, сега го зборам покажувањето на него од после. Можеби си му се допаѓала уште пред тоа? Добро, не за допаѓање, меѓутоа кај јас да ја земам као Светлана Керазовска и добро, нема врска, застанувам, зема јас идам позади него, другава девојка до мене и они двајца напред. И сега цело време, како вози, ќе погледнам јас на горе на огледалцето и он тап ќе ми фрли некој поглед. Ама никако многу нити збореше, нити се смееше, многу чудно, викам, леле, какво препотентно створење јас понака у себе. И добро, ти ќутиш, ја ќе ќутам. Мислам, тоа онака си беше уколан, никако беше така најтивокон. Кога стигнавме таму, почнавме некако некоја комуникација, ни развивме и уствари пробата. Сега не се сеќам дали беше тој ден или последна недела повторно имавме ревија, па пак истата екипа, битно тука некако беше тој период. И пробуваме на сцена, на пистата, сега нели вака во те пистата, ние тука наредени сите, јас последна, он до мене, како се редиме на дефиле, позади е, мислам, нема ништо, како, нели да баш празен простор, да.
Јас во моментот, како некако, не знам, дали штикла, дали наназад сум отишла па промашувам некако да паднам на назачки, јас во моментот помош, тој до мене беше, како беше до мене го жджапав онака, пајање, он врз мене и некако беше интересно и тука можеби настана таа прва хемија меѓу нас. За да отпосле повторно нешто он глумеше, а уствари неговото глумење било затоа што имал голема трема, не од што нешто глумел, па тоа му било како одбрамбен механизам. И така, се некако спонтано. Колку време бевте во врска? Па година и неколку месеци бевме во врска, потоа нели ми понуди брак. Како ти понуди брак? Беше тоа нешто интересно или неочекувано? Па неочекувано за мене. Ние излегувавме тогаш во ГТЦ во како се викаше еден кафич, при Мажина парк гледа, заборавив. Тука значи излегувавме и он ме зема, ајде си седнавме вака на масичка и си правиме муабет и он ми вика нешто се зизаме и вака ти кој ќе ми бидеш жена, као шо како и па добро ја да кој ќе ти бидам, а ти би сакала, вика сакаш да ми бидеш жена, онака спонтано. Па викам здравие Боже, зашто да не? Па добро, вика јас во моментов сега те прашувам тебе дали сакаш да ми бидеш жена. И ја продолжувам да се смеам као. Не вика јас сум сериозен. И он во моментов стварно клекнува на колената, леле јас неочекувано, навистина неочекувано. И така, се веривме, нели веритба. И за да после веќе, тоа беше мислам дека во мај, 9 мај, денот на победата. За да после веќе во октомври, на 11 октомври, веќе правевме свадба и официјално се. Колку време сте во брак? Во брак сме 28 години. Муни 27, значи муни после една година уствари се, така се да, 20 од 97 сме во брак. Значи следна година, не, шо зборам јас 20. Ако сме, да. Значи 27 30 па 27, 30 веќе, да, 29. И кажи ми, бидејќи сте цело време заедно, цело време сте со исти, како да кажам, иста професија имате, и Мики е исто, сите нели, кога се спомне презимето Црнокрак, тука се знае дека Светле и Мики сте главни, Моника секако, а и помалата керкичка сите сте некако во модата. Видите, колку е, како да кажам, колку има позитивни работи што сте заедно во професијата, а колку има негативности. Има ли негативности кога сте во истиот? Така сега, јас и Мики на почетокот, кога нели бевме како манекени да кажам, буквално на секој настапи, сите манекени, сите модели кога одевме на настапи или снимање, буквално сами се снаоѓавме, дали тоа се работи за шминка, организација. Да, Марио нели на некој ревике не повикаше на останатите. Не постоеше тогаш модна агенција и поради тоа јас и Мики отворивме уствари нашата модна агенција да им олесниме на сите модели. Така да нивната работа ќе биде само да се појават на она што треба да го одработат, а се друго ќе биде во организација наша. И токму поради тоа нели започнавме во тој, да кажам, бизнис со нашата модна агенција. Сега колку е убаво? Убаво е затоа што можеби да бевме различна професија, различно да работеше он или обратно или јас да мислам дека нема да имавме толку разбирање, мислам дека ќе си имавме тие филмови што си ги правиме не знаејќи што се случува, односно знаејќи што се случува во тој свет. А вака некако кога сме двајцата работиме истата работа, некако си ги знаеме работите и ги нема тие припирања и затоа што сепак е специфична работа тоа, нели работиш со модели, убави женски, машки, не е тоа баш така едноставно и да се нели кога едниот партнер да го работи само тоа, другиот да работи нешто друго. Така да на почеток ја и до ден денес ги имам тие и Мики постојано со жени. Како му дозволуваш така да он да работи со толку добро, викам и мажи има и машки има што работат, меѓутоа се смееме. Секогаш велам во денешно време подобро да биде со жени, викам и да излеgne да биде со мажи, нели какво време дојде. Дали? Во секој случај, значи тоа значи дека јас на пример паралелно со нашата работа работам нешто друго. И работев и претходно како
презентер на вести, имам и друга работа која што не е само оваа работа. Меѓутоа пак ќе кажам, дел од јавноста веќе знаеме што е како и мислам дека повеќе се позитивни работи кога и мажот, односно двајцата партнери се во истата бранша на работа. Се случило некогаш некој да направи љубоморен испад, дали ти или Мики? И порано додека бевме помлади, јас бев таа што најчесто ги правев тие љубоморни испади, можеби како, не знам, дали како женско, дали како пољубоморна, дали како Мики воздржам во тој поглед, меѓутоа, или како помлада да кажам, пошто сме разлика 9 години со Мики, меѓутоа со тек на време, како ги родив децава, како ја родив прво Мони, можеби тука така малце љубовта ја даваш, ја делиш со детето, така и како одеа годините, некако се смирував, да кажам, бев не дека љубомората кај секого можеби кој повеќе ја манифестира или во помали дози, мора да постои љубомора, дали се работи за партнер во брак, дали и во однос на работата, или секогаш мора да постои љубомора. Дали ја манифестираме или не, така да меѓутоа на почетокот бев навистина таква, како водолија во хороскоп бев си имав своји бубачки во главата. Кој е рецептот што вашиот брак еве после толку години се уште трае, еве работите заедно, успешни сте, имате две прекрасни ќерки, успешни и двете во она што и вие сте во модниот свет? Да, па можеби годините да, разлика во години да, различни во однос на ја поексплозивна, он помирен во тој поглед, едниот мора да смирува што претежно од секогаш било кога настануваат тие дали недоразбирање или караници, Мики бил тој што ја смирувал топката, можеби пак ќе кажам како поискусен и повозрасен, али јас сум била на почетокот секогаш онака со првото мое експлозивно манифестирање е сега кои се пред се разбирање, значи разбирање во тоа што го работиш, во тоа што го сакаш, во тоа што секогаш биле оние критики кои меѓусебно си ги даваме дали позитивни или негативно и во однос на работата, најмногу во однос на работата и во однос на било што во меѓу фамилиарните односи, да кажам, и во односи со децата и се што треба. Разбирањето, добра организација, љубовта пред се, сега добро со текот на годините, љубовта нели се потиснува, меѓутоа разбирањето и почита еден со друг, се мислам дека главните фактори, да, клучното што за. Каква мајка е Светла? Каква мајка? Па јас сум Строга сте? Строга сум. Добро. Строга мајка сум, почитувам она што нели ќе се каже, да се испочитува, да се направи. Знам од строга мајка нели да се свртам и да бидам најдобра другарка и се стремам кон тоа затоа што јас сум израснала така со мојата мајка и до ден денес мојата најдобра другарка е мајка ми. Така да и гледам тоа и на поготово за девојчиња, нели, да бидам и најдобра пријателка и другарка. Одговорна, така и ги учам да бидат, затоа што е многу тешко во денешно време, одговорност и професионалност малце се тешки за помладива. Во секој случај добра мајка. Добра мајка, барем сам, еве, Моника веќе има 28 години, ќе полни, веќе развиен, сам оформена, развиена своја личност, знае што сака во животот. Нина е се уште нели во почнува пубертетот кај нејзе. Ете, се трудам. Затоа што често пати знае да ми кажат, па ти си одгледала едно дете веќе големо, за тебе второто дете е многу полесно, многу е тешко. Секој дете е различно време, сега е друго време и мислам дека овој период повеќе јас учам од Нина отколку она, мислам да ја навистина друго, многу различно време. Свете ти не достига ли она што го работеше, беше дел од Алса телевизија како спикер, прекрасно, значи си ја извршуваше професионално својата задача како спикер, ти не достига сега? Да, јас бев 11 години во Алса телевизија, потоа бев и година дена во ТВ21. Тамо и ми недостига. Навистина ми недостига. Пак ќе кажам, тоа е нешто
на почетокот кога почнав да се занимавам со таа професија ми беше нешто некако бидејќи од нигде никаде настана, тоа бев прво презентер на спортски вести, па потоа на вести информативна програма, меѓутоа се пронајдов себе си, бидејќи сличноста со камерата, со јавноста, од другата страна на камерата, комуникација, одев на обука кај наша позната и докажана презентерка кај Лилјана Крстевска, значи кај неја завршив обуката и навистина и благодарам, она ме научи како да се однесувам, да кажам, како презентер, бидејќи јас сум гостивар кога дојдов тука да живеам, буквално гостиварски, мада и сега кога ќе се изнервирам, зборам гостиварски. Збориш на дијалект на момент. А да, и кога ќе се видам, нели со така си говориш со пријатели, си зборам нормално на гостиварски. Така да ми недостасува таа работа, веќе неколку месеци не работам како презентер, меѓутоа се пронајдов себе си во таа бранша. Кажи ми како реагираш на негативни коментари понекогаш и дали воопшто имало некои негативни коментари за тебе ако си прочитала? Па не, сега не реагирам никако, можеби на почетокот како млада кога бев помлада ме допирале, сега не ме допира воопшто. Јас викам си додека зборуваат за тебе, значи дека вредиш, дали е тоа позитивно или негативно. Има една поговорка, вика, позади добриот конј прашина се дига, така тоа стално и така да нека има, тоа е дел од секојдневието на една позната личност, дел од јавноста, дел од работата, тоа си го сваќам, секаде ги има тие коментари. Мада иако ќе кажам немало нешто коментари, нешто, мада знаат, поготово во денешно време постојано невкусно, не знам, немало, меѓутоа и да сум видела нешто, тоа не ме допира. А дали си имала некој непристоен предлог низ кариера? Да, сум имала неколку, мислам дека е тоа, па нема кој што, поготово ние што сме во модниот свет, како нели работиме со јавни лица. Мислам дека и сите јавни личности, без разлика, тоа е дел од нормално. Нормално е тоа, се тоа како ти и колку ќе дадеш повод и како ќе возвратиш на тоа и зависи нели каков е тој предлог, сум имала, да. А дали, бидејќи навистина морам да кажам, не сум те видела одамна, меѓутоа времето за тебе како да застанало. Значи на 30 години, можеби и не мрдаш, иако си веќе во крајот на петата деценија, 49 наполни оваа година. 50 оваа година. 50 наполни, значи јубилеј? Да, јубилеј. 50 години, ама изгледаш како за 30. Значи се случува ли да ти пишуваат млади деца по социјални мрежи, бидејќи гледам дека тоа некако е тренд сега младиве да им пишуваат на повозрасни малку, дами убави и така натаму, или јавни лица, дали како од стилот на манекенка, презентерка, новинарки и така натаму. Па имам доста што пишуваат и помлади, и повозрасни. Најчесто комплименти ми доделуваат. Мислам, имало понекогаш и некоја, да кажам, нешто да ме покана на кафе или на вечера. Меѓутоа, до тука јас се знае, не дозволувам нормално ако продолжам јас да комуницирам, меѓутоа имам доста. Но најчесто се тоа комплименти. Тоа е неизбежно кога една дама толку убава, не може некој да не пише. Светле, ја спомнав убавината. Кажав како времето да застанало за тебе. Значи, како успеваш на 50 години да изгледаш толку убаво, значи и физички, значи одржуваш и линија, прекрасно лице имаш. Значи, јас не би можела никогаш да ти дадам 50 години, вака сега кога те гледам. Па добро, не дека јас не се трудам, значи постојано. Како се грижи Светле за да изгледа вака? Како што памтам за себе, цел живот сум на тие постојани диети, пазам на исхрана, се сеќавам дека во средно училиште кога одев уште моите другарки јадеа, доаја во школу со хамбургери, јадеа, мислам, хамбургери, тие сендвичи, тоа јас од дома носев оние пластични, подготвени со салати, со некои манџи, тие популарни на времето со целер, со не знам што. Значи јас сум постојано, цел живот сум гладна од колку сита. Мислам, буквално сум пазам на исхрана, вежбам физички, значи постојано сум со вежбање. Извесен период сега добро кога се породив, малце стагнирав, меѓутоа постојано сум физички активна. Периодов сум, да кажеме, веќе 2 години активно си ги вежбам вежби.
измеѓу фитнес и аеробик, возам велосипед, нели зима скијам, на лето нели пливање, возење, така да постојано сум физички активна и нормално тука се сега што ни ги достапни ни се и салоните за убавина, малце корекции, помалце тие ботоксче, филерче, помалце до граници на нормалната, зашто да некога нели се ни е достапно кога веќе сите тоа го правиме. Меѓутоа после 2 бременности, 2 деца, вака да изгледа човек. Сепак ќе кажам, кога сака човек може, значи се што сака човек може да си го направи, да се цени самиот себе си, да си најде време за себе, не само за другите деца, секогаш мора да си најдеме време како жени поготово да си имаме свое време чисто за себе. Да. Кажа дека имаш некои ситни естетски корекции во однос на филери, така што има Светле направено? И дали прифаќаш некои, како да кажам, драстични некои естетски корекции кои што го менуваат ликот на една жена? Сум против оние, се што е многу за мене, мислам не го сакам. Јас, например, ставам ботокс, си користам ботокс, филер имам неколку пати ставено, меѓутоа не ми се допаѓа затоа што ме дуваат и избегнувам, устата малце имам коригиран и значи оние да кажам третмани што се за еластично за поттикнување на колагенот како PRP, како лазерски третмани каде што нели дермапенот си го користам, значи но тоа не се некои инвазивни. Не, значи не се тоа, се ситни затоа што не сакам сепак да наликувам на нели многу малце. Сега за сега немам потреба од некои поголеми или корекции естетски или хируршки. Сега што не би значило тоа дека во понатаму, зашто да не, ако навистина треба, ќе го направам и тоа, меѓутоа сега за сега не. Мислам, немам ништо против тоа, зашто да некога се ни е достапно, некога може да го искоригираме и да направиме. Пак ќе кажам во граници на нормалата да не изгледа тоа неубаво и премногу вештачки, да. Кој бил најтешкиот период на Светле во животот? Најтешкиот период. Па не знам како да кажам сега најтешкиот, можеби кога сум дошла да живеам тука во Скопје како млада девојка како и сите други млади, нели запознавање на градот, запознавање на луѓе, па нели занимавање со овој моден свет кој што не знаеш на што ќе налеташ, како ќе можеби тоа ми било најтешкиот онака. Се друго се оние нормални работи, дел од животот, нели имало тешки моменти, но меѓутоа пак некако сум ги пребродувала благодарение на моето семејство, на моите, на нели сопругот, децата, така да сите имаме ние тешки моменти. Се не знам, не ми текнува, не би извела онаков некој најтежок. Не знам, не ми текнува најтежок период. Светле, бидејќи сте вие со Мики веќе познати по вашето модно студио и што би кажала според тебе, што е важно за една девојка да се занимава со јавна професија? Јавна професија, знаеш дека подразбира многу работи. Дали тоа треба да биде изгледот или харизмата на еден? Што вие први гледате една девојка и велите ова има нешто во себе? Првично, Вики, за да се занимава со таква јавна професија, прво треба да го сака тоа. Значи да биде од внатре да го има во себе и да го сака и да каже, са види, да, некогаш се случува и да сакам, а да не можам, нели да не поседувам предиспозиции за тоа што го сакам. Меѓутоа пак ќе кажам, прво, кај нас кога доаѓаат на курсевите, курс сам за обука за манекени и фотомодели. Значи сите тие што доаѓаат прво кај нив е желбата, нели? Желба имам да го работам тоа е сега од том потом. Прво за да бидеш професионален манекен мораш да бидеш за разлика меѓу манекен и фотомодел, нели има услови, манекен мора да имаш над 175, да имаш висина, тежина, како што треба, пропорции, за фотомодел фотогеничноста е главниот, клучниот фактор. Да имаш сега убавина. Никогаш по убавината не е толку присутна колку харизмата што ја поседуваш од внатре. Сепак харизмата е по... Харизмата мислам дека она од внатре. Ти можеш да бидеш убав колку се, меѓутоа ако немаш харизма, се друго е... Да, и така. Кажи ми, кој е најголемиот мит за манекенството што луѓето не го знаат? Најголемиот мит? Па можеби јас сум против тоа дека манекенка мора да биде слаба, мора да биде да изгледа како на закачалка, мора да биде анорексична, што дека мислам дека и во повеќе земји кај нас веќе тој тренд има да се избегнува. Манекенка
Мислам дека манекинката секогаш треба она што ќе го даде од внатрешна сцена, се нормално да не треба да биде да виси на закачалка, затоа што многумина од луѓето кога ќе го видат моделот на манекинка, поготово кога ќе го видат на толку слаба манекинка, се откажуваат од тоа. Мислам дека тоа повеќе би било антиреклама за тоа што го презентираат отколку реклама. Пошто сакаш луѓето да те паметат како Светле Црнов, како најмногу? Пошто јас сум и по тоа име паметат како позната манекинка, фотомодел и како мисица која што оставила нели најубавите жени кај нас. Една од најубавите жени ми велат. Зошто ти вика на стари години, кога напомнив, не знам колку беше, да кажам пред 10 години, кога веќе ќе ме вика почнавме со нашите курсеви за манекини. Зашто не настапуваш сега како манекинка, убава си, згодна? Не викам јас сега. Искуството мое ќе го отстапам и ќе го пренесам на помладите. Убаво да ме памтат како кралица, кога сум била нели на сцена, отколку како да ме озборуваат после тоа видео, ако години уште уште настапува и на писта, така да тоа ми било и секогаш го кажуваме ви на моите керки. Бидете, се знае до кога, искористете го времето, нели останете со она најубавото. Што би кажала оваа Светлана на младата Светлана кога имала кога дошла овде во Скопје да живее? Од денешна перспектива. Па не би кажала ништо поразлично. Така да би почнала повторно би кажала и би го одела истиот пат. Да, за ништо не се сега добро. Друго време, но пак ќе кажам, со тој памет, можеби неколку работи би ги сменила, но сепак би одела по истиот пат. Дали Македонија навистина знае да ги цени кај нас јавните лица, особено еве од модата? Од вашата фела? Па за жал не. За жал не. Јас ќе зборам од оној нашата нескромно ќе звучи тоа, меѓутоа мора да кажам дека ние како модна агенција кој промовираме мода, како амбасадори на македонската убавина, која што ја презентираме и промовираме нашата држава, никогаш не сме имале никаква поддршка од државата. Значи сами си наоѓаме спонзори. Значи ако зборуваме пред неколку години кога ќе отишле наши представници на избор на убавина, кога ќе прашале од каде доаѓате, ќе спомнат Македонија, која што е, како е, која држава. Сега веќе се знае. Неколку, тоа е успех на благодарение на наши млади што оделе и што кога ќе кажат, Македонија веќе ни е позната таа држава. Меѓутоа никогаш не сме имале поддршката од државата. Се сами се снаоѓаме. За жал. Тоа не го сметаат како дел од културата. Сме имале неколку обиди нели да побараме помош, као изборите за убавина не спајаат само фолклорот и народните настани, претпоставам тие спаѓаат како традиционални нешта од државата и сега не знам што спаѓа амбасадор на убавината и за жал тоа е тоа. Дали никогаш си посакала да се повлечеш од јавната сцена? Имало ли некој таков момент? Па не. Не би имала. Убаво ми било, можеби затоа што сум поминала убав период. Ја сакам таа професија. Не ми имало, не ми паднало. Секогаш било? Да, можеби тоа би било понатаму. Можеби подостарам. Во поново време професија инфлуенсерка. Аха. Дали мислиш дека денешните инфлуенсерки премногу лесно стануваат јавни личности? Да. Како е твоето мислење за оваа така речена професија? Тоа е модерно и во тренд, така налагаат условите, така налага времето, така некако се извртеа работите да сега бидат поважни, не она што си го градел со долги години својата кариера да станеш позната личност, него ако вчера си станал инфлуенсер, веќе си позната личност и некако повеќе те цена. Друго време, тоа е, мислам, не дека ја имам ништо против тоа, окей, тоа е тоа. Кажи ми колку се сменија критериумите, тука сме некаде при крајот од кога ти почна да се занимаваш со нели оваа професија и денес. Колку денеска, како да кажам, дали повеќе денеска се вложува во убавината или пак
во на време кое што ти почна, тогаш можеби девојките биле поприродни убави. Не знам како ќе го компарираш ова време и тоа некогаш. Да, па добро, тоа време било немало, да кажам, сега е се достапно. Значи секој може да се среди, да се негува и полесно да дојде до тоа, да биде и да вежба и се схранува здраво со нутриционисти, се е подостапно. Тоа време било, не знам, подруго. Сега е полесно и критериумите се исти, значи се знае кој може да биде манекен, кој може да биде фотомодел, меѓутоа разликата е во тоа што професионалност. Професионалност е одговорните кај младите во денешно време за жал ја нема. Значи тогаш сме биле поодговорни, попрофесионални, секогаш сме стигнувале дули порано од договореното, дали се работи за настан или за ревија или за снимање. Сега е обратно, сега клиентот ги чека да дојдат и ние ги чекаме да дојдат на време, непрофесионални, никогаш да откажат во 5 за 12. Мислам дека кај нас недостасува тоа професионалното. Колку години е модното студио Црнокрак? Колку години постои? 25. 25. Многу награди, многу признанија надвор, постојано нели ве следам и со Мики постојано комуницираме. Ве, како да кажам, објавуваме се што се случува во однос на студиото Црнокрак. Што може нешто ново да најавиме што имате освен она нели стандардно што го работи? Па добро, тоа е. Секогаш ние имаме, значи работата ни е таква, постојано си имаме снимања, постојано имаме наши амбасадори на убавината, на македонската убавина кои што се во моментов имаме 3 девојки кои што ја представуваат Македонија на избор за убавина. Тука ни се курсевите за манекени, фотомодели. Значи ние постојано имаме работа. Дали настани, дали снимања, реклами, музички спотови, избори на убавина, курсевите се тука, со дечиња имаме избор во крај на август. Така да постојано тоа ни е работата. И за крај каде Светле, како да кажам, ја црпи енергијата, каде Светле се обновува после напорните обврски што ги имаш секојдневно, небе? Така, јас сум човек кој што сакам да се дружам, кој што сакам со пријателите да излегувам на едно кафе, не знам. Значи, јас сум прилично позитивна личност која сакам да се дружи. Значи, не е она да се затворам во себе или сама да одам некаде. Шопингот ме освежува, да кажам, сакам шопинг. Тоа сме сите три. Нина не толку, али со Мони сме тука. Мајка и ќерка. Која, да. Така да шопингот ме храни и нели пријателите, да излегувам, да се дружам, да се расположам, музиката ја сакам. Што те прави среќна, што те нервира најмногу или што те растажува? Па среќна ме справат сите убави работи. Пред се нели семејството, сите околу мене, живи, здрави, тоа најважно во денешно време, убавите работи, позитивните луѓе, насмеаните со позитивна енергија, ме прават, значи, најмногу од се, значи, мразам млаги, мразам дволични луѓе, мразам манипулации, тажна ме прави ете тоа се што се случува во светот, поготово сега сме сведоци на тие насилства, дали врснички, дали кон жени, дали кон, значи не сакам такви работи. Јас од малечка секогаш сум била онака, сум бегала кога ќе видам на улица дали некој проси, дали некој сум се сожалувала, сум бегала кога имало тепачки, сум не знам некако така сум порасната и нормално тоа се. За жал во денешно време ме плашат такви работи. И ме прават тажна, значи се што е убаво. Што би порачала еве како за крај на сите оние млади девојки што сакаат да се занимаваат со ова што вие го работите со манекенството, со фотомоделството? Па што би им порачала? Да бидат своји, ако го сакаат тоа, ние сме тука, слободно нека ни се обратат, курсевите се во тек. И нормално, доколку ја сакате таа работа, треба да се вложувате. Првенствено, да сакате да го правите тоа за својот изглед, за своето здравје пред се. Јас никогаш не им кажувам држете диети, да ослабете и да бидете, нели да си го средите, секогаш велам хранете се здраво. Тоа е многу различно.
тука сме ние и пред се, нели, да знаат што сакаат, да бидат своји и да бидат подготвени дека во животот можат да најдат на секакви, тоа им го кажувам и на моите ќерки, значи не е во животот се розово онака како што го гледаме по филмовите, да бидат своји, да знаат дека секак може да најдат на секакви пречки, да бидат подготвени да се сносат со тоа. Ние како родители сме тука и тоа е тоа. Светле, ти благодарам за денес, за овој убав кафе муабет. Остани така убава, со убава енергија и ти посакувам да сјаеш вака уште многу долго. Ти благодарам, Вики, од се срце и поздрав до сите гледачи.